прв информативен блог за денеска на Слободен печат. Добре дојдовте. Моето име е Александра Вуксановиќ. Еве што ни носи ова утро. Иран и Америка договорија двонеделно примирје. Иран потврди дека преговорите со Соединетите Американски држави ќе започнат во петок во Исламабад со посредство на Пакистан и ќе траат до 15 дена, со можност за продолжување по договор на двете страни. Ова доаѓа само неколку часа откако американскиот претседател Доналд Трамп вчера се закани дека цела цивилизација ќе умре ако Иран не го отвори повторно теснецот. Иран се согласи да дозволи бродовите да минуваат низ Ормунскиот теснец 2 недели, а нивниот премин ќе биде координиран од иранската војска. Земјата издаде и план од 10 точки, кои меѓу другото вклучува целосен прекин на војната во Иран, Ирак, Либан и Јемен, целосна посветеност на укинување на санкциите против Иран, ослободување на иранските средства и замрзнати активи што ги држат САД и целосна исплата на компензација за трошоците за обнова на Иран. Во него исто така се наведува: Иран целосно се обврзува дека нема да настојува да посредува нуклеарно оружје. Одличен ден за светскиот мир. Ова може да биде златна ера на Блискиот Исток. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека 8 на голем ден за светскиот мир, кој како што изјави го сакаше и Иран затоа што му беше доста, како и сите други, и рече дека САД ќе помогнат во развојот на сообраќајот во Ормунската теснина и дека може да следи златна ера на Блискиот Исток. Ќе има многу позитивни акции, ќе се акумулираат големи пари. Иран може да го започне процесот на реконструкција. Ќе испорачуваме залихи од сите видови и ќе бидеме блиску за да се осигураме дека се ќе оди како што треба, рече Трамп. Ормуз ќе биде отворен, но нема да биде бесплатен. Иран и Оман планираат да наплаќаат транзитни такси за бродовите што минуваат низ Ормунскиот теснец за време на двонеделното примирје. Собраните средства ќе бидат наменети за реконструкција. Цената на нафтата падна под $100 за барел, откако САД и Иран се согласија за прекин на огнот. Фјучерсите на Брент паднаа за $14,51. Како Пакистан помогна да се постигне примирје меѓу САД и Иран? Во часовите пред објавувањето на двонеделниот прекин на огнот меѓу Иран и САД, од Пакистан почна да се појавува зраци надеж. Пакистан действуваше како посредник во последните недели, пренесувајќи пораки меѓу двете страни и помагајќи во постигнување кревок договор, објавува BBC. Зборувајќи под услови на анонимност, пакистанскиот извор изјави за BBC дека разговорите се одвивале со брзо темпо. Разговорите ги водел многу тесен круг на луѓе од пакистанската страна, а расположението било опишано како сериозно и мрачно, но сепак надежно дека исходот ќе биде прекин на непријателствата. Пакистан има историски врски со Иран, со кој дели граница, и редовно се повикува на братски односи. Од друга страна, американскиот претседател Трамп го нарече командантот на вооружените сили на Пакистан свој омилен фелдмаршал, истакнувајќи дека го познава Иран подобро од повеќето. И покрај договорот ситуацијата останува напната. Остануваме многу предпазливи, изјави пакистанскиот извор за BBC. Израел поддржува двонеделно примирје со Иран, ама не и со Либан, изјави израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Израел го поддржува потегот на САД под услов Техеран веднаш да го отвори теснецот и да ги запре нападите врз САД, Израел и земјите во регионот. А Израел од утринава продолжи со напади врз Иран, објави BBC. Напади се пријавени во Ерусалим, каде новинарите на BBC наведуваат дека слушнале и почувствувале повеќе експлозии, со предупредување упатени до населението. Во меѓувреме сирени за тревога се огласиле и во Бахреин, а Министерството за внатрешни работи упатило повик до граѓаните да одат во засолништа. Министерството за одбрана на Катар преку социјалните мрежи објави за пресретнати ракети насочени кон цели во таа земја. Истовремено Министерството за одбрана на Обединетите Арапски Емирати соопшти дека земјата се соочува со ракетни напади и беспилотни летала, што доаѓаат од насока на Иран. Во Саудиска Арабија службите за цивилна заштита издале најмалку 2 предупредувања во последните 2 часа.
Продолжуваме со други содржини. Во рамки на работната посета на Вашингтон и втората сесија на стратешкиот диалог, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски оствари билатерална средба со заменик државниот секретар Кристофер Ландау. Средбата ја потврди силната растечка соработка меѓу Соединетите Американски држави и Македонија и ја истакна заедничката посветеност на двете земји кон регионалната стабилност, економска соработка, развојот на енергетскиот сектор и соработката во рамки на НАТО. Владата го усвои законот за правична и соодветна застапеност, кој треба да го замени балансерот. Законот за правична застапеност, кој долго време беше во подготовка, треба да го замени така наречениот балансер, алатка за вработување според национална припадност во државните институции, која Уставниот суд ја укина во октомври 2024. Со новиот закон, според министерот Сали, особено внимание се посветува на подобрување на застапеноста на граѓаните кои припаѓаат на заедниците кои што се позастапени во органите на државната власт и другите институции од јавниот сектор. Правичната и соодветна застапеност не е подарок, туку уставно право гарантирано уште од 2001 година. Иако законот за ова прашање требаше да се донесе уште во 2003 година, 100 години беше оставен настрана од оние кои ова право го користеа само за пропаганда, полнење џебови и без храброст да го решат. Албанците не се алатка, туку се закон, велат од Влен. Трагедија во Србија. 16-годишно момче во центарот на Обреновац нападнало маж и жена со остар предмет. Жената им подлегнала на повредите. Тинејџерот, кој е осомничен дека со нож ја убил жената и тешко го повредил својот дедо, МП, 77 годишен, покажал морничава ладнокрвност пред злосторството, ги истражувал казните, а по апсењето им поставил на инспекторите прашање кое ги оставило сите во шок. Според неофицијални информации, пред нападот, овој 16-годишен пребарувал на интернет кога може да си оди дома по нападот и какви се правните последици за малолетници. По повод меѓународниот ден на ромите, 8 април, во собранието денеска ќе се одржи настан од невидливост кон еднаквост, одржлива инклузија и правен идентитет за ромската заедница. Астронаутите на мисијата Артемис 2 направија спектакуларни нови слики од месечината и нашата галаксија Млечниот пат. Екипажот ги направи овие слики додека вселенското летало Орион кружеше околу далечната страна на месечината, што не е видлива од Земјата. За време на 7-часовното прелетување, екипажот направи околу 10.000 фотографии, наблюдувајќи ја површината на месечината од претходно невидена перспектива, при што околу 21% од далечната страна на месечината беше осветлена од сонцето. А ќе имаме ли денеска сонце во Македонија? Времето денеска ќе биде промеливо облачно и посвежо со сончеви периоди. Предпладнек има услови за слаб локален дожд. Ќе дува умерен до засилена наместа долж поврдарието и во источните делови, повремено силен северен ветер над 70 км на час, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Максималната температура ќе достигне од 13 до 21 степен. Погледнавте вести, благодарам на довербата, повеќе содржини поварете на slobodnpečat.mk.